За тие што се исправени пред дилемата кој чекор да го направат, каков потек да повлечат, постои формула за успех која е толку јасна и очигледна. Вртење назад никако, погледот исправен и напред. Абе не гледам минато, гледам идените. Минато носи депресија, идените носи аксиозност. Стеснетиот избор меѓу нерасположение и вознемиреност не нуди баш некаква перспектива. Иако е докажано дека гледањето во зелено смирува и релаксира, тоа не значи дека е иста ситуацијата и со тресењето. Така, например, враќање наназад може, но во конкретниот случај не како за останатост. Извинете, председателке, едно прашање. Може ретроградно, може. Ретроградно. Едно ретро ја прави разликата меѓу градно и активно и таа не е мала, исто како и ветувањата што се даваат пред избори. Устите се полни во кампањата, а очите празни на крајот од мандатот. Зошто ни еден буџет не е предвидена новата автобуска што ветува автопрограмата? Каде е топлички ред и спа центарот? Каде е туристичката населба Маринкова? Каде е новата градинка во село Екимово? Значи нема да се држите како слеп за стап за некој ветување. Тука гранчаните пред сите нас викаше кога му питаме за некој превикат, ќе го почнеме, ќе го завршиме. Како сега? Па добро, ќе те одговорам. Нема се држите слепо за тие ветувања. Изгледа дека актуелните ги надминале и своите претходници. Затоа можеби не треба да се прави некаква споредба, бидејќи со повлекувањето паралела, ма баш ништо не се докажува. Освен тоа, дека можело и полошо. Пред 3 години направен прест од страна на нашиот советник колега, дека за 3 години направил ЈКП Дервен 25 милиони денари загуба, која што е држен пресод пред Дервен. А ова е за една година минус 36. Па мислам дека овде и тие што не разбираат математика ќе разберат. Таква пресметка не би требало да се прави од ЕСП-от, не излегува така како што се замисли. Компарирањето може да предизвика нелагодност, па дури и ако се навестува дека метрополата на Тиквешијата за некоја година ќе наликува на егејската престолнина. И кавадраци, че се прошетате малку, еве ристо земите го изоки, однесте го Солун во деловната зона, за 2 години ќе наликува тоа на деловна зона каде што чира тука да пазарат и економски кавадар ќе биде стабилен. Абе, первоначалник, баба ти вакви приказни ми кажува пред 20 години. За Солун, ако одиме тројцата, ја ти изоки, ќе не осиш некоја казино, бела ќе прави. И на крајот, пак околу рецептурата за тоа како да се биде успешен и да се жнеат резултати. Само критични не бива, ја и среќа не прате, а и луѓето не сакат. Сега не може да ви помогнам вас во тој поход. Тоа е харизма. Тоа е дарба и тоа е интелигент. За целосно да се ограничи просторот за какви било калкулации околу судбината, талентот, шармот и мудроста. И фали само уште едно ција на именката која означува проникливоста. Така се би можело да изгледа на вистина побистро.